Караванот на кандидатот за председател на државата Гордана Силјановска-Давкова, подржан од коалицијата предводена од ВМРО ДПМНЕ, вчера вечер имаше средби со граѓаните и митинзи во општините Чешиново, Облешево, Зрновци, Виница и во Кочани. Во помалите општини функционери на ВМРО ДПМНЕ зборуваа за актуелните состојби во земјоделието, кое според нив е на најниски гранки, без организиран откуп, девалвирачки цени, нисплатени субвенции, поради што земјоделските семејства се доведени на работна екзистенција. Катастрофалната политика во аграрот ги принудила младите наместо во полинијата да заминат во странство за да се ја бараат екзистенцијата. Поради тоа, големи површини плодно земјиште остануваат необработени. На митинзите во Виница и во Кочани, начиновите симпатизери и граѓани им се обратија кандидатката за председател Гордана Силјановска-Давкова и лидерот на ВМРО ДПМНЕ Христијан Мицковски. Давкова најави дека како жена ќе внесе многу новини во извршувањето на председателската функција. Ќе употреби сета мудрост и искуство во донесувањето на одлуките во интерес на граѓаните на државата. Ако јас станам председателка, ќе го употребувам ветото секогаш кога било која власт ќе го прекрши уставот и законите. Зашто тамо сум заради граѓаните, а не заради пратениците кога ги носат законите. Најголемата закана за суверенитетот на една држава се корупцијата и криминалот. Тоа го повторуваат постојано американските аналитичари. А ако е така, тогаш нашиот суверенитет е под голема закана, бидејќи ваква поплава од корупција и криминал, мислам дека не сме доживеале. Но се надевам дека изборите како поплава ќе ги однесат креаторите на криминалот, на корупцијата и на непотизмот. Председателот на ВМРО ДПМНЕ Христијан Мицковски, потенцирајќи ги сите неправди што му се нанесуваат на македонскиот народ, тој силно ја критикуваше политиката на СДСМ предводена од Зоран Заев, чие олицетворение е и Стево Пендаровски. Неправда е кога овде, од Кочани, ќе ветат зелена нафта за земјоделците, а ќе изминат 2 години газејки ги дебелите црвени персијанци по Брисел и по Европа, а од зелената нафта ни трага ни глас. Додека земјоделците мачат како да скрпат од први до први. Неправда е кога исто така ќе ветат за гарантиран откуп, повисоки субвенции и дополнителни стимулации за земјоделците. А денеска реалноста овде во Кочани и Кочанско е катастрофална. Ниту луѓето имаат каде, ниту имаат зашто да го продадат родот свој. Катастрофална е ситуацијата. Ниту има за гарантиран откуп, ниту има зголемени субвенции. Тоа е неправда. Кога го лажеш сопствениот народ само со единствена цел да дојдеш на власт и да уживаш привилегии. Неправда е кога ќе ветат повисоки пензии, а пензионерите оваа пензија што ја добија сега на 1 април е пониска од таа која што ја добија минатата година и многу пониска од таа што ја добија на 1 април пред 2 години. Тоа е неправда. Тоа е, господине Заев, неправда. Затоа, добри луѓе, ве молам масовно да излеземе на 21 април и да ја дадеме нашата поддршка за нашиот иден председател на Република Македонија, професорката Гордана Силјановска, да ја донесеме правдата во Македонија. Митингот на опозицијата се одржа во градскиот парк во препознатлив партиско-коалицијски амбиент со пеење на државната химна, како и со звуците на патриотски песни и химната на ВМРО ДПМНЕ.